Добар ден, почитувани. Ја следите најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Епилепсијата кај децата е диагноза за која се уште се молчи и се крие, бидејќи и понатаму е поврзана со стигма. Зошто е важно тоа да се промени? Каква е улогата на родителите во процесот на лекувањето на децата со епилепсија? Ќе го прашаме професор доктор Филип Дума, детски невролог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а денешната емисија ќе биде контактна. Останете на Телма. За епилепсијата во детска возраст и улогата на родителите во процесот на лекувањето на децата со ваква диагноза разговараме со професор доктор Филип Дума, педијатар, невролог во Неуромедика. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Благодарам на поканата, благодарам што не ме заборавивте откога сум во пензија и баш ќе ми биде мило да продолжиме разговорите што ги имаме до сега за детската неврологија. Да, денес сакаме да зборуваме нешто за совети за помош на родителите, може и они ќе ни помогнат. Имаме дете што е диагностицирано со епилепсија и што треба понатаму да прават родителите за да биде поквалитетен животот. Значи, ако имаме дете со епилепсија, може да се решиме да го лекуваме. Некои од бенигните епилепсии не барат терапија, барем не од почеток. И пристапот е различен кај секој дете? Пристапот е различен, меѓутоа пристапот на родителот е секогаш протективен, секогаш сака да си го заштити своето дете, што е сосема во ред, и сака да направи се што е најдобро за своето дете, меѓутоа некогаш во таа постапка се прават грешки, затоа што тие се периодите на раст и развој се ризични периоди, кога се формира личноста, кога се формираат комуникацијските вештини, кога се формираат емоциите, и она што го прават родителите кога има опасност, overprotection, и уствари тај overprotection може понатаму да наштети во развојот на животот, а самите напади ќе зборуваме понатаму, самите напади ќе си поминат по некој време, меѓутоа она што сме го пореметиле во развојот може понатаму да му пречи во да остави последици. Да. Така, затоа се многу важни точните информации како треба да се постапи во одредени ситуации, а родителите исто така имаат една дилема, професоре, колку често се јавува епилепсија во детска возраст и дали секое дете може да ја добие? Па има најразлични епилепсии. Така, има епилептични енцефалопатија, тие се најлошите, кои што некои од нив имаат и лоша прогноза. Ако се со slow virus infection, имаме епилепсии кои што се матурациони, кои што се јавуваат во одредени возрасти, кои што се губат. Имаме симптоматски епилепсии кои што се јавуваат поради одредени пореметувања кои што ги има организмот, кои што се поврзани. Со тоа имаме и генетски епилепсии кои што се јавуваат едноставно се пренесуваат од колено на колено и кај кои што сите имаат различна клиничка слика во зависност од тоа што е поврзано со таа генетика, дали е поврзано со менталните функции, дали е поврзано само со епилепсија, дали е поврзано со моторни функции и така натаму. Значи не е една болест, е збирна болести кои што имаат заедничка манифестација, заедничка клиничка слика и која што е ставена како епилепсија. Значи епилепсијата може да биде од најразлични причини, со најразлични манифестации. Значи епилепсијата не е секогаш моторна, не е секогаш од тресење на раце и нозе, некогаш може да биде најобично мљацкање, поцрвенување, пребледување, таа е вегетативна, таа не се ни лекува, така да посебно колку е помало детето, толку се понекласични манифестациите. Значи епилептичните напади може да бидат сосема различни. Сосема различни, да. Да имат различно време трајање, различна манифестација. А што е со оние деца кои што ќе добијат фибрилни конвулзии за време на покачената температура, кога имаат некоја вирусна инфекција? Фибрилните конвулзии не се епилепсија, се јавуваат од 6 месеци до 5,5 години. Значи во тој период нормално треба може да се јават. Ако има повеќе од 2 или 3 атаки, тогаш размислуваме за превенција. Иначе се рачуна дека превенцијата е поопасна затоа што тие атаки кратко траат и превенцијата е поопасна за развојот отколку самите атаки. Меѓутоа кога го има многу често и ако се комплексни, со зафаќање само на едната страна на телото, со појава со мала температура, со долго траење, после конвулзиите може да има постиктални состојби, тоа така ги викаме, да не зборува одредено време
или да има пареза краткотрајна парализа на едните екстремитети да се повлече, тие се комплексни напади кои што може да барат и порано лекување и кај што ризикот да се појави после тоа епилепсија е поголем. Значи сепак постои одреден ризик. Не значи дека ќе се појави. Кај децата кои што се едноставни фебрилни конвулзии, епилепсија се појавува со иста честота како и во другата популација. Дали кај децата кај кои што епилепсијата се развила во раното детство, постои голема веројатност во тинеџерската возраст да се надмина? Ако се работи за матурационите епилепсии, кои што може да почнат од 3 годишна возраст, тогаш, а може и покосно почнат, да, најчесто тие се 75% од епилепсиите во детската возраст, кои што сами поминуваат и голем дел од тие епилепсии, ако немаат многу напади, и ако немаат чести напади, се остануваат без терапија, барем на запад, кај нас се уште ги лекуваме. Значи, првиот напад не се лекува, најчесто, освен ако не е комплициран со невролошка симптоматологија или со промени на магнет, или евентуално типични промени на ЕГ, иначе првиот напад не се лекува. Према тие промени се рачуна ризикот да се повтори нападот, и ако е висок ризикот, дури тогаш се дава терапија за првиот напад. А лекувањето на епилепсиите не е класично лекување како лекуваме црвено грло, даваме терапија да не се повтараат нападите, значи не може да ги спречиме епилептичните напади, најчесто, не секогаш. Значи терапијата е превентивна? Не е превентивна. Значи може да ги спречиме појавата на епилептични напади, но зачем само се лекува. А меѓутоа 20% од децата кои што имаат епилепсија остануваат и возрастни, исто така 20-25% остануваат во групата на резистентни епилепсии, кај што со соодветна терапија не можеме да ги лекуваме нападите и тогаш имаме алтернативни методи, хируршко лекување, лекување со вагостимулатор, лекување со канабис, лекување со кетогена диета, така да имаме алтернативи. Ми и тогаш не сме 100% успешни во лекувањето. Да продискутираме за лековите кои што се даваат, значи, професоре. Лекувањето не е лекување. Превентивно лек кај епилепсија не може да се даде. Ако видиме ЕГ променето, значи најнапред се прави испитување на кој што се гледа ЕЕГ. Да, меѓутоа ЕЕГ-то не е епилепсија. ЕЕГ-то е само може да има промени ако има клиничка слика на епилепсија. Значи, ако некој видел епилептичен напад, ако има сведоци за тој епилептичен напад, или евентуално детето само се сеќава, ако биле парцијални нападите, дека ги имал нападите, дури тогаш ЕЕГ-то е во потпора на епилепсијата. И тогаш може да видиме каква епилепсија се работи и за што може да се работи. А ако ЕЕГ-то е променето, а детето или возрастниот немале никогаш напад, тоа е само променето ЕЕГ и не значи дека епилепсија не бара лекување. Не значи дека еден ден има епилептичен напад? Не значи, може кај некој ЕЕГ да се предвиди, кај некој промени на ЕЕГ-то дека може да се појави епилептичен напад, меѓутоа најчесто не значи ништо, затоа што и кај самите деца со епилепсија превентивно давање на терапија не постои. Да се даде терапија за да не дојде до епилептичен напад. Не, затоа што 1/3 од пациентите со резистентна епилепсија, само со терапијата може да провоцираме. На здрав човек ако му дадеме терапија, па ја прекинеме по одредено време нагло, може да провоцираме напад. Така, но голем дел од децата кои што имаат промени на ЕЕГ, а при тоа немале напад, примаат терапија. Не треба да примаат. Тоа е вициум артис, тоа е веќе или незнаење на докторот или економско, за да може да почесто иде на преглед, почесто ако се познава приватни. Значи ЕЕГ-то не може да го лекуваме, тоа во сите наши од почетокот книги пишува. Ако има клиничка манифестација на напад, на епилептичен напад, кој што може да биде со различни манифестации, дури тогаш индикација да направиме и да дадеме терапија. Колку се ефикасни лековите кои што се даваат? Иначе, значи за секој тип на епилепсија си има специфичен лек, сега има многу лекови за генерализираните волпроичната киселина, за парцијалните сега левитирација таму порано беше фенобарбитонот. Има и други групи на лекови кај туберозната склероза, вигабатринот и така има неколку групи на лекови. И идеално ако го дадеме лекот према индикациите, некојаш може да не делува. Значи не е секогаш нашата математика 2 и 2 4. И треба големо искуство и големо трпение на родителите, посебно кај тие што се симптоматски епилепсии, да се постигне каков таков квалитет на животот. Кај децата кои што се резистентни, тешки епилепсии, се бориме за да ги редуцираме нападите, не да ги отклониме сосема нападите и да може да имат колку што може по квалитетен живот тие деца. Значи и со напади да ги интегрираме во школската средина,
А посебно се тешки децата кои што имаат дроп атаки, кои што тој возрастните кои што наеднаш паѓаат као покосени, губат свест и во тој момент може да се повредат. И за тие деца се препорачува да носат заштитна опрема, боксерска капа и за дебелување таму кај што може да се повредат. Добро е да тоа биде представено во установата кај што е детето и да се знае дека може да се добие таков напад и добро може да се побара поддршка од децата. Сигурно со тоа што еден час во неделата ќе носат сите капи или така, тоа се најразлични начини на како поддршка да види дека детето дека не е ништо срамота и да видат родителите дека не е тоа никаква срамота. Наједноставно најповажно е да се заштити детето отколку козметиката. Професоре, а дали лековите може да дадат некакви несакани ефекти, на пример промена во расположението кај детето? Да, нашите лекови покрај другото имате психијатриски дозефекти, има лекови кои што се дават и во психијатријата, имаме некои лекови кои што се дават како лекови за слабење и кои што се дават како лекови за главоболки, така да не е единствено дејство тоа што го има кај епилепсите. Има лекови кои што можат да продуцират несакани нозефекти и дури има лекови кои што во одредени возрасти може да предизвикат суицидални идеи и кај што пациентот треба да се следи за тие суицидални идеи. Имаме лекови што може да го оштети видот, каде што исто така треба интензивно следење на видот затоа што нема замена за тој лек. Така да секој од тие лекови може да има најчесто даваниот лек валпратот отвора апетит и зголемување на телесна тежина, може да даде краткотрајно паѓање на косата, кој што не би требало да биде индикација за промена, меѓутоа треба да биде индикација за подобра нега на косата со посебни препарати. Дури ако продолжи да паѓа косата, во тој случај се заменува со друг лек. Така да сите се дваоштрици и превентивното давање не заради нозефектите, него заради тоа што не можеме да предвидиме кога ќе се јави епилепсијата, нема сврха. Сме направиле ЕГ на новородено, има промени на ЕГ-то, има невролошки испади. Првиот напад може да се јави на 70 години. 70 години ќе прима терапија. И ако прекинеме терапија, нападот пак не може да спречиме да се јави. И ако прима терапија, нема да го спречиме нападот, ако треба да се јави. Така да, другши се тие односи, не е 2 и 2 4, и секогаш треба добро одмерување и најискусните, некогаш правиме грешки, меѓутоа треба да бидеме свесни дека може да ги направиме тие грешки, да ги согледаме и да продолжиме понатаму со. Значи, лекувањето не е право лекување. Лекувањето е превенција на појава на напади, а му даваме време на мозочето кај матурационите епилепсии да не се повтарат нападите, да може да се излечи мозокот сам. Затоа што кај тие што имат чести напади, се јава тој киндалинг ефект на дразнење. Ако има многу често дразнење, мозокот учи да ги прави нападите и ги прави почесто, затоа даваме терапија кај тие пациенти. Професоре, можеме да прочитаме дека промената на исхраната и одредени типови на диети даваат добри резултати и ги намалуваат епилептичните напади. Таква е модифицираната Аткинсонова диета, кето диетата. Кето диетата и Аткинсон се тие кето диети. Аткинсон е диета која што полесно се извидува и која што обично се дава кај поголеми деца и ефикасноста е негде до 30% кај одредени типови на епилепсија. Значи тие не се даваат секаде. А доколку се намали во исхраната внесот на шеќери, ќе помогне ли тоа? Внесот на шеќери ќе помогне да не биде детето хиперактивно. Обично шеќерот, енергијата ги пали моторите, па детето на сите страни во секој време. Треба да биде внесот на шеќери разумен. Тоа е тоа. Не треба да има премногу шеќери, ма да има деца кои што не може да ги тргне од шеќерот и тоа стои. Да, создава шеќерот. Зависност, да, како и сите впрочем. А кога зборуваме за оние резистентни епилепсии, но и воопшто епилептичните напади, дали маслото од канабис се препорачува кај сите деца кои што имаат чести напади? Не се препорачува кај сите, има индикација кај одредени епилептични синдроми, кај што е докажан како ефикасен лек, тоа е синдромот на Драве, кој што е фактички генетска епилепсија поврзана со генетика. Се очекуваме секој момент да се појави генетска терапија, така за тие деца ќе има подобра прогноза. Кај резистентните епилепсии кои што се со миоклони напади, кај епилепсиите кои што се со дропатаки, кај епилептичните енцефалопатии, меѓутоа не кај сите деца што имаат епилепсија.
Мада кај секоја епилепсија би можел да даде позитивен ефект, меѓутоа искуството со лекот уште не е доволно да знаеме, не знаеме кој мада ЦБД-то вика дека нема несакани ефекти, меѓутоа кај деца се уште не се препорача, кај возрастни, да, возрастните си ја пушат марихуаната и така натаму, меѓутоа и има ефект. Професоре, како обично родителите реагираат кога ќе им ја кажете веста дека нивното дете има епилепсија? Па како за секоја хронична состојба треба време прво има период на одбивање, а не може моето дете да го има тоа. Не сте во право, не сте сигурни. Па време на прифаќање и после време на прифаќање време на соработка така. Кај секој кај некој неколку секунди времето на одбивање, кај некој тоа трае и со години, така да секој родител си е посебна приказна и не може да му се љутиме за тоа како што ќе реагира, затоа што сите сме направени така да изреагираме во одредени ситуации. Прво е негирањето, после тоа прифаќањето, кој ќе се прифати, после тоа може да се работи. Важно ли е родителите откако ќе ја добијат оваа дијагноза да се едуцираат, добро да се информираат, да соработуваат за да може да ја стават под контрола болеста на нивното дете? Лекувањето зависи од соработката која што имаме со родителите. Тоа е тоа што секој ден ќе дава лекови на детето. Треба да внимава лекот да биде даден. За да биде даден секој ден лекот обично се дава во одредено време. И во толку сад се навикнати родителите да го дадат лекот. Иначе многу лесно се пропушта хронична терапија. А ако се испушти терапијата, во тој случај треба да се веднаш да се даде лекот кој што е испуштен, затоа што да не се чека до наредниот ден. Евентуално наредниот ден, ако многу се чекува, малце покосно може да се даде првата доза, после тоа да се продолжи со редовно. Многу е битно да не се пропушти една тераписка доза, затоа што ние сме зависни од одржување на стабилно ниво на лекот. Ако падне, може да се појави напад и тоа нападите да бидат дури од една доза, да бидат полоши од тоа што биле претходно, затоа што едноставно наглата редукција на лекот ги ослободува тие механизми на напади. Што треба да знаат родителите во однос на нападите, професоре? Можат ли они понекогаш да проценат дека ќе предстои напад врз основа на однесувањето на детето, на расположението? Кај некои деца, да, затоа што некои деца стануваат или помирни или поагресивни пред нападот и тоа до неколку дена пред нападот го менуваат расположението. Ако се поголеми, сами може да се го предвидат нападот. Имаат аура? И без аура може да се предвидат дека доаѓа состојба кој ќе има напад. Сите пати деца може да имат аури, меѓутоа кај малите деца не може да ги процениме аурите дека се тука. Ако е поголем пациент, да. Дури ако е поголем пациент и ако знае дека ќе има напад, тогаш е оправдано ставање на мека протеза помеѓу забите за да не го прегризе јазикот, затоа што прегризувањето на јазикот е фактичко првите неколку секунди од нападот, после тоа што и да правиме, нема таква опасност. Ако има напад детето и ако има чести напади, за превенцијата е поставување во бочна положба, било која страна, лева или десна, не е битно, затоа што желбата ни е да биде главата завртена на страна, ако има нешто во устата, да си испадне тоа надвор само. Јазикот ќе си падне по гравитацијата надоле, така да не може да дојде до заглушување на детето. И родителите кои што имаат деца со епилепсија си чуваат дома да ја запам чепчиња, и веднаш после неколку додека го се припреми, тоа неколку минути ќе трае, се дава чепчињата. Во денешно време има и букален мидазолам или епистатус кој што се дава помеѓу забите и образот. Тоа во шприцеви веќе издозирани и ако одиме се дури во Европа почна има назални спреви на мидазолам кои што се шприцуваат во носот и кои што делуваат исто брзо како што би била венската терапија. На крајен случај, ако нападот не може да се среди, се случува и тоа, во бочна состојба или брза помош повикување или во бочна состојба, транспортирање полека, затоа што нападот треба да трае многу долго за да направи штетување на мозокот, тоа многу долго е над пола сат. Затоа што не си има децени родители така да брзат и на семафор да направат сообраќајка и сите да се средат, сите да завршат по болници. Така да и тука треба да се биде смиреност, да очуваат родителите. И после првиот напад е стварно трагичен, и за оние што не го знаат, дури доктори кои што го немаат видено. И во тој момент тешко да се одржи смиреност и тука се прават најголемите грешки, се отвора на сила устата, се кршат заби, повреда на раце, една баба
што останува легенда на клиника за детски болести, го извлече јазикот, го искорна јазикот фактички на детето, така се прават најголеми беди. Значи, поставување бочна положба и давање на соодветен лек за прекинување на нападот. Професоре, барате ли од родителите да бележат како изгледал нападот, колку време траел, како се однесувало детето? Во денешно време еквивалент на ЕЕГ-то ни е видеоснимката. Секој родител има мобилен телефон, може да направи, ако првиот пат сигурно нема, и то потсето ако е присебен, да направи видеоснимка каде што ќе се гледа лицето и каде што ќе се гледат рацете, и према тоа може да видиме каков е нападот и да се ориентираме за како ќе постапуваме понатаму. Значи, еквивалентот на видеоснимката е исто како ЕЕГ-то и како можда магнетната резонанса. Ни дава веродостојни податоци, да може да постапиме понатаму. Затоа што описот на родител, секој родител и секој човек различно ги гледа ситуациите, и секој една боја да дадеме на 10 луѓе да опишат, па различно ќе опишат. За со машките нема ни да знаат ќе биде плаво, а не знам, не е плаво сигурно, ми ќе биде плаво, меѓутоа ако е некоја женска ќе биде трикинзно со таму плавица со рибички, така. Значи, најдобро е да се употреби снимка. Ако може, затоа што едни родителите викаат, да, докторе, ние не сме доволно присебни да го направиме тоа, и тоа стои. Да, сигурно стресот е огромен, да се крене мобилен телефон и да се снима во тие моменти не е едноставно. Има епилепсии кои што се зависни од начинот на животот. Тоа е една од најчестите епилепсии, и кај почнува во адолесценцијата, се вика јувенилна миоклонична епилепсија, која што е поврзана со начин на живот. Може да даваме терапија колку сакаме, ама ако не е начинот на животот соодветен, пак има напад. Поврзана е со редовен сон, значи една вечер ако не преспие, за било која причина, други ден каква иде терапијата може да добие напад. Каков е тој напад обично? Па генерализиран со губитот на со сите работи. Бидејќи понекогаш има и не толку очигледни напади. Не, очигледен напад. Тука е очигледен. Поврзан истата епилепсија поврзан со алкохол. Една чаша алкохол и може да направи да провоцира напад. Сега во адолесценцијата, како можете тие деца да ги пуштите да не излегуват со другарите по дискотеки, по натака да тука е комплицирано малце лекувањето, тука е комплициран пристапот со пациентите и пристапот со родителите. Во тој случај треба моментот да го направиме и со децата. Дете на 12 години може да свати што се работи, како се работи, да му објасниме. И секој постапува на како сака. Возрастен човек има право да одбие лекување на епилепсијата и тука никој ништо не може. Сеќам една случка на аеродром, доаѓа човек, има напад, сите се собираме околу него, пораѓа нападот, доаѓа колегата од брза помош да те носиме болница. Зашо? Па напад имаше, па знам дека има напад. Терапија? Не. Жалосно, меѓутоа тоа е негово право и тука нема љутење. Но до што може да доведе нелекуваната, нетретираната епилепсија? Може да доведе до оштетување на мозокот, до повреди на главата? Може, ако падне нагло да се повреди, ако има нешто во устата да се загуши. Да нападите да зачестат, да мозокот да се научи да ги има нападите. Има една состојба која што се вика нагла смрт, меѓутоа тоа не настапува кај сите епилепсии, кај оние што се матурационите епилепсии, да ризикот искако кај секоја популација. Меѓутоа поризично ако има напад, отколку бидат ставени нападите под контрола. Има полно луѓе што имаат напади во сон, тоа се најбенигните напади, кои што се функционираат нормално цел ден, сами живеат, знаат дека имале напад. Некој прима терапија, некој не прима терапија. И ништо не случува за време. Во кој дел од денот обично се случуваат епилептичните напади? Било кој ден од време. Нема правило. Да, меѓутоа класифицираме по тоа дали се уват во сон или во будна состојба. Обично тие што се уват во сон се дават подобар квалитет на живот. А оние при будење што се уват? При будење се обично и при заспивање се обично резистентните. Порезистентни на терапија, меѓутоа не секогаш. А професоре, споминавте дека како треба родителите да се однесуваат за време на нападот. А што е со периодот после нападот? При опоравувањето важно ли е да ја Па некој дете ќе спие после нападот, нека го остава да спие, нема веза. Важно ли е должината на време траењето на опоравувањето? Не, опоравувањето кај секој дете различно. Меѓутоа ако дојде до свест и ако после тоа заспа, нека се оспие, затоа што после напади иде поспаност и оди спиењето е лек за мозокот, не е проблем тоа. Ако има некои постиктални состојби, во тој случај треба
обраќање на лекар, правење магнети, правење егиња и да се ревидира терапијата за да не се уват тие постиктуални состојби, ако има парализи фацијали, ако има афазија и така натаму, тие се, ако не може да зборува после нападот. Тие се обично минливи, меѓутоа пак се поризични. А што се оние епилептични напади што не личат на епилептичен напад? Наликуваат на тикови, па родителите можеби не се свесни дека или детето е само отсутно. Апсансите не личат на тикови. Апсансите си има типичен ток со треперење со очите и со прекинување. Ако почне, ако вака да ја држи чашата ја движи, добие напад, неколку секунди си продолжува да ја движи. Не личат на тикови, тиковите не се епилепсија, тиковите не барат лечење, треба искусен доктор да препознае што е тик, што е напад. Некојаш кај некој тик ќе направиме ЕГ, за да видиме дали има некоја подлога, меѓутоа тиковите не се напади и не барат антиепилептици, со антиепилептици нема да се средат. Тиковите барат работа, психолошка работа и бихевиорална работа и најчесто ќе поминат сами и без никаква терапија, ретко стануваат понатаму во животот, меѓутоа не пречат на интелектот. Така. Сум имали професори кои што имале тикови, кои што се биле многу добри професори, од кои што сме имали што да научиме, така да е само козметика, непријатна козметика за некој, ако некој ќе го прифати тоа како дел од животот. Не би представувало голема никаква пречка. Треба да најде начин да го прифати. Да се прифати. Ќе ги вклучиме и гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Професор доктор Филип Дума, детски невролог, е гостин во студиото на Телма. Со него разговараме на тема епилепсија, епилептични напади и што родителите може да направат во тие моменти за да му олеснат на детето, но и за лекувањето, односно третманот да биде успешен. Професоре, многу родители кријат дека нивното дете има епилептични напади, има епилепсија, бидејќи се уште е тоа поврзано со стигма. Но очигледно треба да биде транспарентни, бидејќи што значи за дете со епилепсија да посетува градинка или пак училиште? Па треба да биде интегрирано и градинка и училиште и екскурзии таму кај што децата да си биде присутно. Затоа што ако го издвоиме од социјалата, тогаш е најлошот. Најлошиот момент е кој ќе добие дете епилептичен напад, родителите го земат со нив да спие. Тоа е најлошата работа што може да се направи. Мајка може да го осети детето и ако мајката седи тука, детето преку во чекалната доле добие напад, ќе го осети дека добива напад. Ако е во сон, се доволно отворени врати. Ако толку сакаат да бидат сигурни, има монитори кои што мониторираат појава на напади. А уште поубава работа е кученце, животно кое што ќе го осеќа нападот или кое што со време на нападот ќе ги разбуди родителите. Значи не советувате да спијат заедно во кревет? Не, заедно во заради кревет. безбедност, сигурност? Не е побезбедно детето, затоа што во некој случај родителот ќе се успие, пак може ако е помал дете може да го заглуши да го. А во секој случај за социјалниот развој дете од 15 години не треба да спие со родителите. Така, и дури не во иста соба, ако има услови. Доколку детето оди во градинка, дали треба негователката, учителката, сите да бидат известени да добијат насоки? Затоа што прво може да стане со несоодветна манипулација, може да се оштети детето, а второ и таа негователка што ќе види тој напад, а не знае дека може да има напад и тешко и неа, затоа што секако за тој што него било непријатно чувство. Значи прво да се заштити детето, да знаат тие што се околу него како да постапат и во градинка и во школа. А после тоа и да се заштитат тие што се околу него од стресот, затоа што голем стрес е ако некој не знае како изгледа тој и некој не очекува тоа дете да добие напад. Може ли на училиште епилептичните напади поради лековите да придонесат кон намален училишен успех, односно намалена концентрација, неможност за учење? Лекови, не концентрација, когницијата намалуваат. Има само еден лек кој што подобрува когницијата, така да може да бидат и кога се дават одредени лекови, пожелно е тестирање на когницијата и на работните способности, меѓутоа кај нас тоа се уште не се практикува, иначе рутински би требало да се тестираат и да се гледа како е ефектот на лековите и ако треба да се заменат со лек кој што би влијал по-квалитетно на нивната когниција. Затоа што сепак ние желбата да ги оспособиме тие деца за нормален живот и колку што може повеќе да бидат вклучени во секојдневието. А нема пациент со обичните епилепсии, со моторацијните епилепсии, кои што не би требало да биде вклучен. Ако оди на екскурзија со деца, тие што се околу него треба да знаат како да треба и васпитачот што е со нив да знае и да има некои другарчиња кои што ќе знаат како да му помогнат со време на напад, тоа не е никаква срамота.
Значи Зашто ако добие и соучениците да добијат информација па за таа другачињата него и состојба. да, зашто ако се посебно кога се адолесценти, другачињата кои што си има доверба, да знаат како да постапат ако има напад, меѓутоа да си биде заедно со нив, тоа е тоа, да си биде дел од секојдневието на своите врсници, затоа што со нив на крај на крајшта родителите кога тогаш ќе отидат, со нив ќе продолжи да живее живот. А дали децата што имаат епилепсија може да престојуваат сами во домот? Може, зашто да не. Ако се висок ризик, ако имаат напади, ако се тие резистентни кои што се чести години имаат 100 напади, тогаш треба некаков надзор. Меѓутоа ако се под контрола, ако немале напади долго време, можат. На запад пациентите кои што имаат напади во сон, кои што биле под терапија, после 6 месеци, после година дена им дозволат, затоа што се нападите само во сон, после 6 месеци или после година дена немање напади, им дозволат да возат коли на возрастните. Така да, ако може кола да вози. Не секоја епилепсија може да вози кола. Тоа е пак регулирано со закон, не со моја желба. Меѓутоа, крајно смислам дека и тие што имаат во сон не би добиле право да возат, иначе на запад им дават на тие. Значи, во зависност од тоа каква е епилепсијата, и ако ја предосеќа нападот, може да се заштити, меѓутоа мора како така. Има луѓе што имаат епилепсија сами што живеат. И некои се под контрола со напади, некои не се под контрола. Некои, посебно кај возрастните, затоа што епилепсијата е обично доживотна болест, имаат повремено напади, знаат дека имаат напади, се продолжуваат редовен живот. Тоа е. Значи учат да живеат со епилепсијата. Како со сите други работи што учиме да живееме. А дали кај децата треба да има некакви ограничувања во однос на нивните дневни активности? Ограничување да се во однос на тоа ако нападите не се под контрола и додека нападите не се стават под контрола, на активности кај што може да се повредат. Посебно опасно пливањето, значи додека не стават нападите под контрола, не треба пливање, кога ќе стават под контрола нападите, треба да биде со некој што е искусен пливач, затоа што ако имате адолесцент кој што има 50 кг, кој е со пливач кој што не е искусен, може и двајцата да се ударат, затоа што ќе го повлече несоодветно. Да не одат многу длабоко и да биде цело време под ока, ако толку сака да плива. Иначе, ако има чести напади, пливањето заради тоа што за кратко време може да се да настапи смрт, не се препорачува. Вежбање на справи, таму кај што е во воздух, исто така не би препорачувале, меѓутоа да игра топка, да игра кошарка, ракомет. Има ли некој спорт што особено се препорачува за деца со епилепсија, кој што би бил корисен? Било кој спорт кој што го сакат. Не треба да имаат професионални спортски активности, затоа што преголемата активација може да провоцира напад кај некои деца, не кај сите. Така да професионални тренинзи не би требало да има, меѓутоа може да се бави со спортски активности и пожелно да се бави. Таму кај што може да се повреди, тоа како добие напад, тоа да се избегне. Одење по, терасите за заштитени. Пливање, качување по справи, качување по планини кај што нема заштита, да се избегне. Каде што постои ризик од повреда и одење околу оган, по денешно време тоа е поретко, меѓутоа да не биде блиску до оганот, да добие напад, да не падне, затоа што самиот оган трепери некогаш може да провоцира напад. Сега споменавте огно, дека трепери може да предизвика напад. Што е со гледањето телевизија, играњето видеоигри? Дали тие може да провоцираат напади? Денешната телевизија, затоа што е LED, не прави такви. Поранешните стаклени телевизори, што беа со стакло, има фреквенција која што можеше да предизвика напад. Значи LED светлото не прави проблем? Трепереше, затоа што не знам, 25 полуслики во секунда иде, така некако иде, или 50 полуслики во секунда. Меѓутоа кај тие што беа стаклените телевизори, поради одредена фреквенција на треперење на сликата, можеше да провоцира напад. Видеоигрите, пишува на тие видеоигри што може да предизвикаат напади, тие треба да ги избегнува, ако му предизвикуваат напади, тие се со изузетни фотостимулации. Дрворед покрај пат исто така може да предизвика. Ако има сонце и цела ефект на стробоскоп. Промена светлина. Нагл промена се ефект на стробоскоп и кај нас за жал сите аутопатишта се со дрвореди во средината, тоа е заштита долгите светла на другите да не светат, меѓутоа кога сонцето доволно ниско, го има ефектот на стробоскоп и може да се јави. Исто така беше и некои од тунелите големи,
кај што имаше многу сообраќајни несреќи, меѓутоа сега го промени осветлувањето и не сега тој ефект на стробоскоп. Така да тоа се јава само кај фотосензитивните епилепсии и Значи, само фотосензитивни епилепсии. фотосензитив- Имаше некој анимиран филм за деца, ако не се лажам, јапонски, кој што предизвикал кај децата огромен број на епилептични напади, па потоа беше забранет и повлечен од емитувањето во програма. Да, може тоа да предизвика. Значи, може тоа да предизвика. А сончевата светлина, професоре, доколку нема нагли промени како дрворед, самата светлина, Па, непријатна може да биде на очари и така, но тоа за секој е непријатно. Никој не треба да гледа во сонце, така да. Сама по себе не сончевата светлина. Меѓутоа, ако има ефект на стробоскоп на прекинување, тогаш да. Меѓутоа, ледовите не се палат и гасат толку, едновите равни телевизори не се палат и гасат толку брзо као што беше на стаклените телевизори, така да со тие нема таква опасност. Дали сепак треба да превенцијата постои... е да биде собота добро осветлена кога гледа телевизија. Значи, или кој игра на компјутер, да не биде во темница. А треба ли сепак да постои ограничување на скрин тајмот, односно на времето поминато пред екран? Посебно игрите и YouTube и така натаму и тие филмите што ги гледат стварат одредена реалност која што е далеко од таа што е секојдневната реалност, така да посебно децата кои што се аутизам, ако се долго време на тие телевизии, на тие филми, тие влегуваат во таа реалност и оваа другата реалност ја избегнуваат, така да треба да има ограничување и треба да биде поврзано со здрав начин на живот. Тоа значи да има спортски активности, да има социјални активности, не цело време да биде на телефон. Ама трагичноста е нешто децата се на телефон, него ќе се надаат прородителите го дадат телефонот, тоа нема што ќе прават децата, ќе ги извадат на телефоните. Да, тоа е двонасочно, така. Двонасочно, така да. А каква треба да биде ноќната рутина? Споминавте дека кај некои деца сонот, односно несоницата или пак нередовното одење во кревет може да доведе до епилептичен напад. Дали кај сите деца мора да постои, сите деца со дијагноза епилепсија мора да постои некаква рутина за спиење? Па пожелно е да има рутина, иначе не, кај секој дете нема да предизвика напади на спиењето. Меѓутоа пожелно е да има за развојот, за сите работи. Дете без сон преку други ден не функционира никако, а на децата им треба многу повеќе спиење него на возрастните. Така да сонот е ресетирање на мозокот, така да е во ред. Иначе некојаш и сонот провоцира напади, ама тоа е кај тие бенигните центротемпоралните епилепсии. Така, различни епилепсии, различни Значи тригери. не, мозокот има многу зони, секоја зона си има своја функција. Во зависност од тоа во која зона ќе биде лоцирана епилептичната активност, така ќе се јави манифестацијата, така. Со тоа што имавме едно дете што сме го докажале со абдоминална епилепсија, со болки во стомачето. Тоа е во мојата кариера едно дете што се видел со Како епилепсија. чувствува болки во стомачето? Има болки во стомачето, силни болки во стомачето и кое што после милиони испитувања, значи испитување од глава до петици за гастроентеролошки, и дури тогаш правиме ЕГ, даваме терапија, со терапијата, со антиепилептична терапија, тие праќаат. Меѓутоа тоа е многу ретко и не е рутина која што ја докажува. Меѓутоа може и така да се манифестираат нападите. А како родителите, но и детето, да се ослободат од стравот од повторувачките напади? Бидејќи не е едноставно да се живее во грч. Треба да се живеат нормален живот, ако се јави напад, ќе работат, тоа што ќе се јави напад. Ние знаеме дека Скопје има земјотреси, знаеме дека кога тоа ќе се јави, сите живееме нормално, никој не се сели надвор од Скопје. Сме го прифатиле тоа како реалност. Кој изгори, ќе изгори, ама за епилепсите посебно е битно, затоа што состојбата трае долго време, дури кај најбенигните трае неколку години. Сосем е важно дете да си има нормален живот, како што сите негови врсници што имаат, и во емотивната сфера, и во социјалната сфера, и во моторната сфера, во сите сфери да си има нормален живот, за да има нормален развој. Најчесто тие епилепсии ќе се изгубат, за да може понатаму во животот да се живее нормално. Така, но некогаш самодовербата на децата е намалена, избегнуваат дружби со врсници, од страв да не им се случи нешто. Затоа ако другарчињата нивни се информирани за состојбата, ќе ги прифаќаат и ќе... Но дали советувате понекогаш и психолошка поддршка во тие моменти за да се надмине стравот и... Таму кај што треба, да, секако, и има психолози кои што може тоа да го направат. И да им помогнат на децата, меѓутоа пак треба сами да работат на тоа ослободување. Значи, ја како доктор или како психолог можам да им кажам во кој правци додат, што треба да прават,
Меѓутоа пак треба сами да се изборат со изборат тоа. така. А сметате ли дека опкружувањето, луѓето од околината се плашат од епилептични напади? Како да се плашат? Па се плашат некој да не добие епилептичен напад. Не, па не размислува, неверојатно не размислува некој, а иначе да, има стигматизација и тоа Има епилепсија, стигматизација, да. факт е. Има за се има стигматизација во општеството. Нема проблем, нема нешто за што нема стигматизација, меѓутоа тоа е од непознавање. Оној момент кој ќе ја познавате епилепсијата и кој ќе знаеш што е и како е, тогаш стигматизацијата ќе се намали. Значи информацијата е борба против стигматизацијата. Дури и за оние што немаат епилепсија. Од друга страна, кој ќе каже, например за фербените конвулзии, прашувам родителите, имаше некој? Да. И сега кој ќе ме праша како ќе биде детето, како вие што сте така да може подобро да им помогнеме за она што очекуваат. Значи најчесто епилепсијата не влијае на развојот на промената на личноста. Може некои терапија ако се многу јаки да делуваат, меѓутоа многу повеќе делува она што стана во нивната околина. Посебно за едно мало предшколско дете е битно родителите да бидат релаксирани, да бидат смирени, затоа што тоа околината ја гледа преку своите родители. Дете од 3-4 години околината гледа преку мајката, па и преку таткото. Ако е мајката е анксиозна, и тоа ќе биде анксиозна во секој случај, така да. И ќе биде поуплашена. Ако мајката уплашена, тоа ќе уплашена. Не знае зашто е уплашена, не знае зашто е анксиозна, но гледа дека нешто не е во ред. Забележува дека нешто не е во ред, затоа така. родителите колку можат во тие моменти Значи, треба да бидат смирени. да Иако бидат лесно е ова смирени, да се каже, така. сигурно во реалноста воопшто тоа не е едноставно. Најчесто децата, освен ако не се епилептични енцефалопати, ќе си имат добар развој, ќе си имат Но дали самата епилепсија може сепак да влијае врз забавување на детскиот развој? Епилептични енцефалопатија, кажавме, тие се посебна приказна, каде што самата епилепсија и го оди со успорување на развојот и каде што е потребно хитно лекување да евентуално спречиме тоа намалување на развојните способности, меѓутоа не е секогаш успешно тоа. Ама тоа се неколку болести, неколку епилепсии кои што се викаат епилептична енцефалопатија, кај што или ако е генетски поврзана, пак е тоа епилептична енцефалопатија, каде што оди заедно со други симптоми. Тоаш не е епилепсијата причина, него е епилепсијата во склоп на синдромот на тој развој. Што им советувате на родителите, што да направат ако кај нивното дете се јави епилептичен напад? Што после првиот епилептичен напад? Дали веднаш невролог треба да се посети? Па, убаво е да се направи диагностика, затоа што со помош на прво прегледот, да видиме дали има невролошки испади, после тоа ЕГ-то, да видиме какви се промените. После тоа магнетна резонанса, да видиме дали има испади, дали има пореметување морфолошки, ни го дава ризикот за да се повтори нападот. Ако сите исследувања овие што ги набрав се уредни, тие се минимумни исследувања, во тој случај ризикот за да се повтори нападот е под 50%, некако околу 25%. Ако едно ти е позитивно, ризикот е негде 50%, ако се сите позитивни, ризикот е над 75%. И према тоа се решаваме кога ќе почнеме терапија. Има одредени синдроми кои што веднаш почнуваме терапија, иако најчесто за првиот напад не се почнува терапија, меѓутоа убаво е да се направат испитувања, да се знае. Едно време не сакавме да правиме магнетна непотребна кај децата со епилепсија, меѓутоа затоа што е дел од дијагностиката и дел од прогностиката мора да се направи. Не мора да биде 3 тесла во секој случај, меѓутоа треба да биде направена по протокол за епилепсија. Протокол за епилепсија претпоставува дека се погусти пресици на 1 милиметар и дека се гледа. Иначе, само по себе, тоа е тоа што треба да направиме. Советувате родителите да внимаваат што би можело да биде тригер за епилепсија, да ги препознаат тие Ако може да препознаат, меѓутоа не ситуации. секој се препознава кој е тригерот. Кажавме дека што може да биде тригер, меѓутоа најчесто тешко се препознаат. А може ли некоја респираторна инфекција да доведе до нешто вакво, Кај професоре? фебрилни конвулзии, значи не. Кај фебрилни Ако има конвулзии. температура, значи температурата да биде Да причина. го вклучиме гледачот, добив знак дека сака да постави прашање. Гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пред се поздрав за темава. Ви благодарам. Извинете, имам малку трема. Нема се проблем. работи за повозрасен човек, не се работи за епилепсија кај деца. Па би сакала да поставам прашање до докторот, до стручното лице. Дали може епилепсијата да се појави кај повозрасни луѓе?
првото и основно прашање. Инаку јас сум срцев болесник со доживотна терапија. Користам, значи, повеќе видови на лекарства. Од прочка па наваму до сега имам паднато 5 пати. Во едниот случај дури ми беа скршени завите за да ми се поврати јазикот. И буквално не се стеќавам на ништо од тоа што се случило како јас имам паднато. Така. Ближните околу мене што биле, вела дека сум имала еден вид на тресење, грчење на вилицата, ме свртеле на левата страна и превземале тоа што превземале. Сега нападите не биле повеќе од 5 минути за да се вика брза помош. Па во консултација со друго стручно лице ми кажа дека треба, односно со мојата матична лекарка, да посетам невролог. Така, сега вас вие дилемата што треба понатаму да направите. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорот е педијатар невролог, но сепак можете да дадете насоки. Епилепсијата може да се јави во секоја возраст од животот. Најчесто се во околу 60% се во детската и адолесцентната возраст, до 17%. Меѓутоа може да се јави во секој период од животот и привилегија да се губат се само педиатриските, во детската и адолесцентната возраст. Тие што се од покасно многу остануваат најчесто со доживотна терапија. Немало потреба да се кршат заби, доста е поставување на бочна положба и евентуално давање или на диазепам или на мидазолам. И во секој случај има многу добри, многу квалификовани адултни невролози кои што треба да ги посетите, да се направи ревизија на терапијата, да се прорачат нападите ако може или да немате повеќе воопшто напади. Исто така е битно редовно примање на терапијата, ако еднаш се прескокне дозата, тогаш може да се појави напад. Да, споминавте дека дозата секогаш треба да биде во едно исто ниво. Професори, моето последно прашање за денеска, родителите секако се надеваат дека епилепсијата на нивното дете може да се надрасне, одно да се изгуби во тинеџерската возраст. До која возраст, до која година од животот може да се повлечат? Нема таква граница и ние некојаш мислиме дека епилепсијата ќе се изгуби, меѓутоа се случува едниот тип на напади, едниот тип на епилепсија да се претвори во друг тип на епилепсија и да продолжат понатаму. Најчесто статистиката вика дека 75% од раните епилепсија, ако се развојни, ако се без невролошки испади, ако се без промени на магнет, се повлекуваат сами. Има неколку епилепсии кои што се класифицирани како центротемпоралната, која што прогнозата е добра и која што се губи до крајот на пубертетот. Меѓутоа не важи за сите напади, некојаш може да се трансформира во друг тип на напади. Не е ништо запишано во камен и се многу често не се случува да даваме терапија, да мислиме дека се поминало, ќе прекинеме терапијата. Терапијата се дава минимум 2 до 3 години. Некојаш и подолго ќе даваме терапијата, ќе прекинеме терапијата, нападите пак ќе се јават, јако е се уредно. А како проценувате кој е вистински момент за да се прекине терапијата? Па ако долго време немало напади, ако ги промените се почнат да се повлекуваат или се повлечат, тогаш обично се прави обид за прекина терапија. Прекинот на терапија се прави постепено, не нагло, за да може да, ако се јави напад, да ја вратиме терапијата назад. Споминавте дека нема гаранција. Нема гаранција и тоа е тоа. Она што е главно, исто така важи дека и многу состојби кои што се вуваат, како што е аутизмот, ќе направат ЕЕГ, ќе му дадат терапија за епилепсија. Ако ЕЕГ-то променето, тоа дете нема епилепсија, нема зашто да пие антиепилептици. Некои ги дават антиепилептици како стабилизатори на расположението, меѓутоа тоа што треба да им објаснат на родителите дека дали депакин или ламотригин како стабилизатор на расположението за да функционира детето подобро. Некој се прави тоа. Меѓутоа секојаш треба да му се објасни на родителот што е, како е, кои се ризиците, што очекуваме и што може да биде. На крајшта родителот има право секојаш и на второ и на трето мислење и така натаму.
Професор, ви благодарам многу за вашето гостување во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Благодарам и јас, фала на поканата, се надевам пак ќе се гледаме. Секако, ќе се Да видиме бидеме во повторно. добро здравје, тоа е најважно. Тоа е најважно, така е. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.